Добар ден, драги ученици! Јас сум Трајковска Елизабета, професор во Средното општинско техничко училиште Георги Наумов од Битол. Денес ќе ви одржаме на видео презентација насловена како начини на сврзување со навој, која е наменета за учениците од прва година машинска струка. Очекувам после ова моје видео презентирање да постигнеме заеднички одредени резултати од учење и секој од вас да биде способен да дефинира навоен пар, да разликува навојни врски, да формира неподвижна навојна врска и да објаснува карактеристики на навојните врски. Навојните врски се врски кои што најчесто ги среќаваме во пракса. Речиси да не постои машина кај која што немаат најдено примена. Затоа, денес ќе се задржиме на нив да видиме што е тоа навојна врска, какви навојни врски постојат и кои се нивните карактеристики. Ќе започнеме со поимот навоен пар. Ако малку размислите и самите ќе откриете што значи навоен пар. Пар ни покажува дека станува збор за нешто што значи два, а во тоа во овој случај се два машински елементи. Бидејќи имаме навоен пар, значи имаме и навој помеѓу тие два машински елементи, така да поимот навоен пар значи два машински елементи кои се сврзани со посредство на навој. Постојат различни начини како ги разликуваме навојните врски, кои што се цврсти и разделни врски. Мораме да нагласиме што е многу важно кај нив, тие се разделни врски и можат во секое време деловите да се раздвојат без да дојде до оштетување на деловите и на елементите за врска. Еден од критериумите според кој може да ги разликуваме навојните врски е начинот како тие се формирани. Постојат непосредни навојни врски, кај кои што не користиме елементи за врска, и посредни навојни врски, кај кои што за сврзување на деловите користиме елементи за врска, а тоа во овој случај се завртки и навртки. Еве еден пример за непосредна навојна врска. Имаме две цевки или цевка со цевкина навртка која што треба да ги сврзиме со посредство на навој. За тоа да го направиме, потребно е на крајот на цевката да има изработено надворешен навој, а во цевкината навртка да има изработено навој од внатрешната страна. При влегување во зафат на овие два навој ќе дојде до сврзување на овие два дела во непосредна навојна врска. Значи не сме искористиле елементи за сврзување. За разлика од непосредните, кај посредните навојни врски, за сврзување на деловите користиме елементи за врска. Овде имаме два дела, две приравници, кои што со помош на завртка и навртка се поврзани и формираат цврста и разделна врска. Друг критериум според кој може да ги разликуваме навојните врски е нивната подвижност. Дали навојната врска во текот на работата може да се движи? Ако се движи, таа е подвижна, или имаме навојни врски кои што во текот на работата не се движат и тие се неподвижни. Еве еден пример за подвижна навојна врска, тоа е рачна стега. Овие врски кои што спаѓаат во оваа група, подвижните навојни врски, најчесто се користат за пренесување на сила. А неподвижните навојни врски не се движат во текот на работата. Еве еден пример таков, каде што два дела се сврзани со завртки и навртки и при нивна работа не доаѓа до нивно движење. Да видиме како се формираат неподвижните навојни врски. Ќе започнеме од нив. Најчесто неподвижната навојна врска се формира со завртка и навртка. Еве таков пример, каде што деловите означени со број 2 треба да ги сврзиме со користење на завртка и навртка. За тоа да е можно, потребно е во деловите да биде изработен отвор, овде, каде што се поставува стеблото на завртката. Завртката на цртежот е означена со број 1, стеблото се поставува во отворот на деловите, а од другата страна, од спротивната страна, со користење на навртка, која е означена со број 3,
Можеме да ги сврзиме деловите означени со број 2 во навојна врска. На стеблото на завртката има изработено надворешен навој, во отворот на навртката има изработено внатрешен навој. Со навртување на навртката, навојот од завртката влегува во спрега со навојот од навртката и на тој начин можеме да ги поврзиме деловите во навојна врска. На цртежот со број 4 е означена подложката, која што се користи за да се зголеми допирната површина меѓу навртката и деловите, а со број 5 е означено местото каде што се поставува елемент за осигурување на навојната врска од нејзино одвртување. Ова е најчест случај кој го среќаваме во пракса, меѓутоа не е и единствен. Делови можеме да поврзиме или да сврзиме со навојна врска и само ако користиме завртка. Тоа е прикажано на следната слика. Имаме два дела кои што треба да ги поврзиме, а да искористиме само завртка. За да можеме овие два дела да ги поврзиме со навојна врска, а да користиме само завртка, потребно е барем во еден од деловите, а тоа е најчесто делот кој што е со поголема дебелина, да биде изработен внатрешен навој. Со навртување на завртката, навојот од завртката влегува во зафат со навојот кој што е изработен во отворот на делот и на тој начин се формира навојна врска со која се спојуваат овие два дела. Кај подвижните навојни врски напоменав дека тие се користат за пренесување на сила. Еве да го разгледаме примерот со навојната рачна стега. Стегата има навојно вретено, кое што од надворешната страна има изработено навој. На крајот од навојното вретено има рачка која што кружно се движи. Во овој дел од рамката на стегата е изработен овде во отворот внатрешен навој, кој што влегува во зафат со навојот на навојното вретено. Деловите кои што треба да се стегнат се поставуваат помеѓу навојното вретено и рамката на стегата. Со кружно движење на рачката, силата која што ја употребуваме за кружно движење преку навојната врска се пренесува на деловите и доаѓа до нивно стегање. Еве уште еден пример. Тоа е радапцигер, кај кој што имаме подвижна навојна врска. Радапцигерот се користи за демонтирање на лежишта. Краците на радапцигерот од долната страна го придржуваат лежиштето. Ова е лежиштето кој што треба да го извадиме од ракавецот на оската или вратилото каде што е поставено лежиштето. Радапцигерот има навојно вретено, кое што од надворешната страна има навој. На горниот крај има рачка која што кружно се движи. Со кружно движење на рачката, навојното вретено праволиниски се движи надолу. Тоа е овозможено затоа што меѓу навојното вретено и навојот кој што е внатрешно изработен на овој дел од радапцигерот е формирана навојна врска. Значи кога кружно вртиме на рачката, навојното вретено праволиниски се движи, притиска на ракавецот и ракавецот го вади од лежиштето. На тој начин вршиме демонтирање на лежиштата, а сме ја искористиле навојната врска за да силата која што ја употребивме на рачката да ја пренесеме на ракавецот и него да го истисниме од лежиштето. Навојните врски напоменав дека се најчесто применувани врски. Тие имаат голем број на позитивни карактеристики кои што возможуваат нивна голема примена. Ние ќе издвоиме само некои од нивните позитивни карактеристики. Имаат мали димензии и пригодни облици. Оваа карактеристика е значајна затоа што димензиите и обликот на елементите за врска не треба да пречат во функционирањето на машината, а пошто завртките и навртките имаат мали димензии и пригодни облици, машината каде што се наоѓа навојната врска може непречено да ја остварува својата функција. Друга нивна позитивна карактеристика создава доволно цврсти, неподвижни, но разделни врски.
Напоменавме дека врските се цврсти, неподвижни, но што е значајно се разделни врски и по потреба во секое време може да бидат деловите раздвоени, без да дојде до оштетување на деловите и на елементите за врска. Трета нивна позитивна карактеристика, ќе ја споменеме можноста за промена на должината на клучот. Знаеме дека за формирањето на навојната врска, завртките и навртките се завртуваат со клуч, а клучот може да има пократка или подолга рачка. За формирање на врската, ако потребиме клуч кој има подолга рачка, со многу помала сила можеме да го постигнеме истото завртување. Значи, можноста за менување на должината на клучот ни ја олеснува работата и ни овозможува формирање на навојната врска со вложување на помала сила. Наредна нивна позитивна карактеристика може да се регулира меѓусебната положба на сврзаните делови. Кога имаме сврзување на деловите со завртки и навртки, во зависност од навртувањето на вртката, можеме повеќе или помалку да ги стегнеме деловите, затоа што во некои машини е потребно деловите повеќе да се притискаат меѓу себе, а некаде не треба многу да се притискаат меѓу себе, а овие навојни врски ни овозможуваат тоа да го регулираме и да подесиме меѓусебна положба на деловите онаква каква што е потребна во машината. Има навојните врски, елементите што се користат, лесно се изработуваат и лесно се набавуваат. Ова значи дека елементите кои што ги користиме во навојната врска, завртките и навртките, се произведуваат сериски во машинско производство, во специјализирани фабрики, каде што со една пресметка, со еден цртеж, добиваме илјадници парчина, се произведуваат илјадници парчина на завртки и навртки, кои што можеме лесно да ги купиме од продавница по многу ниска цена. Тоа би било во главно се од содржината за оваа наставна единица, а сега, за да видиме дали разбравте и научивте нешто за навојните врски, предлагам да одговорите на неколку кратки прашања. Со тоа ќе утврдите дали она што сум го презентирала го разбравте. Еве неколку кратки прашања со понудени одговори. Прво прашање. Според начинот на формирање, навојната врска може да биде под А подвижна и неподвижна, под Б посредна и непосредна, под В подесена и неподесена. Значи, критериум во овој случај ни е начинот на формирање на навојната врска. Според начинот на формирање, постојат посредни и непосредни навојни врски. Посредни кога користиме елементи за врска и непосредни кога имаме сврзување само на двата дела, кај кој што е изработен надворешен и внатрешен навој. Наредното прашање, навојната врска може да се формира со под А завртка и навртка, под Б само со завртка, под В двете наведени. Значи, треба да знаеме на кој начин можеме да ја формираме навојната врска. Точниот одговор на ова прашање е под В, двете наведени, затоа што видовме дека најчесто навојната врска ја формираме со користење на завртка и навртка, но можеме да ја формираме и само со завртка. Во наредните неколку прашања дадени се искази за кои треба да размислите и да утврдите дали исказот е целосно точен или не. Прво, за да се формира непосредна навојна врска, потребно е да се користат елементи за врска, завртки и навртки. Значи, дали за формирање на непосредна навојна врска користиме завртки и навртки? Одговорот на ова прашање е неточен, затоа што непосредната навојна врска не користи завртки и навртки, него ги сврзуваме само деловите, меѓусебно. Наредно прашање, навојната врска е цврста и разделна врска.
Се надевам дека го знаете точниот одговор. Тоа е точно, бидејќи на војните врски неколку пати напоменав дека се цврсти и разделни врски. Наредно прашање. На војната врска овозможува регулирање на меѓусебната положба на деловите. Ова исказ е точен, затоа што рековме дека деловите можеме повеќе или помалку да ги стегнеме со користење на завртка и навртка. Наредно прашање. Два машински елементи кои се сврзани со посредство на навој формираат навоен пар. Значи треба да знаеме што значи поимот навоен пар. Сигурна сум дека го знаете точниот одговор на ова прашање. Дадениот исказ е точен затоа што два машински елементи кои се сврзани со посредство на навој формираат навоен пар. Тоа би било се за денешната видеопрезентација. Се надевам дека со моето излагање ви помогнав полесно да ги владате содржините предвидени за оваа наставна единица. Благодарам за вниманието.